Добар ден, hello. Денес сакам малку да поразговараме за нешто што сите го барат, никој не го наоѓа. Ретко е како го има. Внатрешен мир. Тоа е уште една од многу погрешно сватените термини во спиритуализмот, посебно во Македонија. Сите барат некако внатрешен мир од надвор. Освен ако не почнам колоноскопија да правам или лапароскопски операции, ја некаде можам тај внатрешен мир да им го ниту ставам внатре, ниту да ги оплодам со некој внатрешен мир. Внатрешен мир не се прави инвитро. Значи, внатрешен мир ќе треба да си го родиш биолошки. Она што го прават во Македонија се вика спиритуален байпас, ама не се вика потрага по внатрешен мир. Внатрешен мир никогаш нема да најде личност која не си го има средено сопствениот живот, да се разбереме. Нема внатрешен мир, се додека не решиш еден ден дека ти пука филмот, не испичкареш све пред тебе, не отераш све у 3 лепи ПМ, не ставиш здрави граници и не почнеш да селектираш кои луѓе ќе ги пушташ во твојот живот. Личностите што не знаат да кажат не, што нема здрави граници, што седат у погрешен брак злоставувачки по 10, 20, 30 години, џабе одат на спиритуални пракси. Нема да најдат мир. Нема логика да најдат мир. Како ќе најдеш мир 3 пати у неделата по 1 саат, ако се правиш дека твојата реалност не постои? Како? Како ќе најдеш мир ако не го тужиш мажти за кривично злоставување, ако не го тужиш газдата за сексуално малтретирање? Како ќе најдеш мир? Како ќе најдеш мир ако не си признаеш дека ти го изневеруваш сопругот, дека ти си таа што децата ти страдат од таков кретен, пошто нели што ќе прават децата без татко? А ако татко им ги лупа од ќутек, тебе те силува брачно. Зашто треба таков татко, ја не знам. Зашто им треба такви родители? Да се одржи фамилијата. Која фамилија, по Богу, која фамилија? Таму нема фамилија. Таму има инквизиција, таму има злоставување, таму има силувања секојдневни. Таму нема фамилија. Ја немам видена македонска фамилија, многу додамна. Да се разведеш од кретене 300 евра до 500 евра. Знаете колку трошите у Сити Мол? Чувате некој дома да ве малтретира со години и децата да ви ги малтретира. Зашо? За 2 пара патики. Толку е. За 2 пара патики. И ако некој ми каже, па кај да идеме, па кај мајка ти, кај татко ти ќе се врнеш. Па немам, не се живи во ред, има улица, има клупа, каде со децата, па нема да одат на школу. Ке идеш, ке кажеш на учителката, на директорот, дека поради кретен дома што те тепа 15-20 години, ти си ги зимаш парталите, конечно ти дошол памет у глава и излегуваш. Идеш у црква, не знам, идеш у некоја институција што треба да ти помогне. Само нема у социјално, таму нема да ти помогнат. Значи, не ни у полиција, ретко кој ќе ти помогне, пошто тоа во Република Македонија, тој закон е домашна кавга. Ако сам не си помогнеш, ако сама не мавнеш по тој што те мава, ако сама не си ги заштитиш децата, никој нема да те ги заштити, никој нема да ти помогне. Тоа треба многу брзо да се научи, посебно у Република Македонија. Тука нема помош. Никој не помага, ретко. Ретко да има добри луѓе што ќе дојдат со тебе од врата до врата
што ќе направат се за да ти се заштитиш. Ама и ова зборам само за жените што стварно сака да напуштат, а не да му се вратат после 1 месец, 2, па што они не можеле без него, па ќе ти купам вибратор. Зашто ти е таков? Зашто? За утре да ти ја силува ќерка ти? Да се изживува на син ти и син ти да стане алкохоличар, не знам, таков као него? Зошто ти е таков, маш? Децата да имат татко, па не се они криви што ти кретен имаш изберено. Што е детето криво? За избора на мајката не знам. Зашо децата се осудени на погрешен избор на мајката? И како некој, било кој да најде внатрешен мир у таква фамилија? А 95% од семејствата во Македонија се такви. Како да се најде внатрешен мир во вакво општество? Само внатре во себе, ако си ги смениш твоите приоритети. Ако се ставиш ти на прво место и твоите деца. Човек што има деца, секогаш децата се на прво место, па после ти. Ама ако си сама, па уште сама и го трпиш. Значи, се додека се остават такви кретени да ве малтретират, ако вие, ич не ве жалам. Ама ако стварно сакаш да се смениш, прво нешто што треба да направиш е да се иселиш. Сакаш мир, научи да војуваш. Што е многу подобро, како реколта горе. Многу е подобро да си војник у градина, отколку градинар у војна. Немојте да бидете градинари. Значи, една жена треба да се научи да се тепа. Треба да се научи да се брани. Треба да се научи да се шлакне, а не да се учи да везе и да готви и да плете и само као, не знам, некоја да си покажува по Инстаграм газоите и градите. Човече треба ќерка, имаш ќерка, значи прати ја да научи на самоодбрана, посебно тука. Па ќе треба и за друго место. Имаш син, научи го да почитува жена, а не да изиграва газда. Нема мир, нема внатрешен мир у земја каде што се стапува у брак, пошто ти минало времето и мајка ти, татко ти сакале внуци. Купи им кучиња, маче, нека чуват ако сака толку. Животно е, прекрасно животно. Нека го чуват, исто е као дете. Ние немаме ни таква култура. Кај нас се убиват животните, а па што останало за децата? Се силуваат децата, животните се убиваат. Не можеш да се вработиш ако не седнеш у нечи скут или ако не потпишеш политичка книжка. Партиска книжка. И некој ќе се чука градите за патриот. Све се ти патриоти надвор од границава. И све се по некои такви диаспори. Што не се вратат у Македонија. Ако име толку до македонското. Многу е убаво да си играш и да си пееш, не знам, надвор. Само да не си у Македонија. Ама тука да ве видам да најдете внатрешен мир. 5 дена ретрит, секој ќе се просветли. Да читам афирмации. Моето тело не е глупове. Ти си смирена, а ако сопругот те тепа тебе 15 години, и треба некоја што е, не знам, што е убав разводот, што има релативно пари да иде на Бали на одмор или на Хавај на одмор и тебе да те каже биде смирена. Па уши и да веруваш дека ти можеш да бидеш смирена со 15 години злоставување. Мислам, стварно, ја знам дека ние сме глуп народ. Ама сега стварно има, мислам, испод граница интелигенција. Посебно здраворазумно, критичко размислување у Македонија не постои. Посебно не кај жените. Да се хранам со трошка, без со трошка. Па срам да ми е.
Нема 100 години да одите на спиритуални пракси, 100 години да лежите по тоа, по йога матите. Ако ти не земеш 500 евра, 2 пара патики у сите мол и да си се разведеш од кретенот, ти омкај и мъмкај колку сакаш, нема да најдеш внатрешен мир. Внатрешен мир се извојува кога ќе си го завршиш внатрешниот конфликт сама со себе. Дали си идиот што седиш у таков брак и што мислиш дека тоа е фамилија, пошто мајка и татко ти биле такви и пошто госпожата у социјалното ти вика мене да мислиш дека ми е подобро, значи треба стварно да си идиот. Или ќе си собереш парички, ќе побараш од некој и ќе си се разведеш и ќе се иселиш, па ако треба и на улица ќе седиш. И ќе зацвонеш дома и ќе сидиш кај мајката и кај татко ти, оти тоа им е работа, да те вратат назад, а не да ти викат твое, ти го бираше. Зашо по ги волите имате родители? За да ви трлат на нос, ја да не бев, ти немаше да се школуваш, ја ти дадов покретник на глава, а шо требаше би извини да ми дадеш? Кој требаше да ме школува? Ја да се школувам на 8 години, на 10, да идам под кирија? Цело живот е тоа у македонштината наша. Родителите мислат дека се Бог и батина само затоа што ти дале покрив над глава, а што да ти дадат? Кажи ми нешто, секоја што го велам на клиентите, каков родител си ти? Во Македонија има 2 типа на родители. Родител чии деца едва чека да умре, за да може да ја продадат фирмата и да си идат у странство, пошто нели ја за кого градев оваа фирма? Па за тебе бе идиоте градеше, за тебе. Ако градеш нешто за децата, ќе си ги прашал децата што сакат. Да се градат куки еден на друг, као црева врзани. Тоа е затвор. Затвор. Да се раѓа деца за да ме чуват мене. Па ја не сум ниту бесплатна слугинка, ниту бесплатна медицинска сестра. Ако ме плакаш во ред, може да плакат тука на кардиологија по 300 евра у вечер, а сакат бесплатна медицинска сестра од мене на стари години, 30 години, ја да чувам некој. Зашо? Па ја како сум те чула, па што ти е работа? Тоа ти е као ја да работам сега у, не знам, у сметководство и работам стварно од 9 до 3, толку ми е работно време и човекот ми дава плата за тоа време, ја да викам, па ја на него све му водам книгите. Зашо ме плаќа? Што да му правам? Да му баам? Јас сум ти дал покрив над глава, што да ми правиш? Што си ме правил на прво место? Зашо правите деца на прво место? За да си купувате бесплатни робови? Нема внатрешен мир со вакво размислување. Нема. Се додека не се го смените размислувањето и тоа што е општествено нормално и што сте општествено нормализирале, а е страшна патологија, е кога ќе го одговорите ова прашање, што све имате нормализирано, какви стандарди македонски имаме нормализирано. Значи, у други држави се лежи затвор за овие работи. Еутаназија се прави. Кај нас силувањето ти е добро утро. Или на работа некој те силува и те злоставува сексуално, или машти дома. Секоја жена, секојаш која ќе ги рашири нозете, а не ќе да легне и со сопствениот сопруг се силува себе си. Затоа секоја жена во Република Македонија има најмалку CIN2, а секоја втора жена има канцер на матка и канцер на града, бидејќи секој Божи ден се силувате самите себе си со сопруг што не можете да го поднесете. Затоа што имате стапено брак, пошто општеството ве притиска, пошто мајка ти така ти рекла, за да не бидам сама, па боле сам па салам.
Ако требаше да бидеме по двајца, по тројцата, ние сме социјални суштества. Ама ако требало да бидеме по двојца, Господ по двојца ќе не раѓаше за рака. Ќе не раѓа по двојца, по тројца, тоа е фамилија. Па ќе речем, горе никој не е глуп. Значи, чим Господ не раѓат еден по еден, значи тоа значи дека ти си човече комплетна. Ти имаш се што ти треба. Сите имаме иста грамажа на мозок. Сите имаме исто све. Нема дете што е несрекно, што е различно, што е болно. Тоа после возрастниот му го кажува. Сите сме исто создадени. И сите сме фул опремени. И сите сме доволни. И немаш од ти да бараш твоја боља половинка, па не си ти неболја половинка. По половинки, ја немам видено деца по половинки да се раѓат. Ама нели така треба? Не треба така. Не треба така. Слободно можеш да се живееш као дечко и девојка. Зашто ти треба да се институционализираш? Бракот е измислен од скоро време, од 19 век, за да можат мажите да силуват без да одат у затвор, за да имат бесплатна чистачка, бесплатна куварка, за да некој му раѓа само деца, а плюс тоа и тоа го забрања да не можеш да абортираш или било шо. На жената и забранија се што ја прави жена. А вие жените сте криви зашто го продолжувате тоа. Затоа немате внатрешен мир, бидејќи одете спротивно на сопствената душа. Се што ви вели вашата душа да не правите, вие го правите затоа што е општествено нормално и морално. Ја немам ништо против ако тоа е ваш избор. Ама после немате право да се жалите. Ама ако сакате нешто да смените, добро дојде нисте. Почнете да си идете на психотерапија, за да видите зашо останувате да бидете злоставувани. Почнете да работите со родителите, за да им покажете што е вистинско родителство, дека ако е родител, не ти родител до 18 години, туку ти е цел живот родител и да, он треба цело време да е за тебе тука и да ти даде покрив над глава, пошто што мајка те правел. И дека еволуцијата не оди на назад. Не треба ти да си му родител после на твојот родител. Ти треба да си родител на твоето дете, на твоите ученици, на твоите мачиња, на твоите кучиња. Има еволуција, не на назад. Кога ќе се свати патологијата на општеството, кога ќе ја сватите собствената патологија и кога ќе решите да направите нешто врска со тоа, само тогаш може да имате внатрешен мир. Јас стварно ви посакувам внатрешен мир, но за тој мир многу работи ќе мора да се сменат. Сакате внатрешен мир, бидете спремни на војна. Војна сами со себе и војна со најблиските. Затоа што тука у Македонија е се погрешно. Бидете спремни на револуција, колку е да минимална. Мора од некој да почне, а секој мора да почне од себе си.